Добро вечер. Кога ве најавив како поранешен командир на Скопската противпожарна бригада и поранешен национален координатор за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Не сте веќе тоа во владата, да, после нема нов. И сега вака како ќе најавам еден толков долг наслов на едно тело, на една титула, дали трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани има некаква врска со ова тело? Дали би ја опфатило ова тело како несреќа од такви размери? Па нема конкретно. Зошто? Затоа што националниот координатор во владата е за имплементација на таква платформа или на имплементација на платформа за спречување на кризи, несреќи и катастрофи. Во поглед на целата оваа проблематика, таа спаѓа во системот на заштита и спасување, кој што е повеќе слоен и повеќе проблематичен во овој период, во овие години, затоа што не е ни интегриран, не е ни доволно јасен и конкретен. Тој национален координатор ги има за право и услугите да работи со Обединените нации или со канцелариите на Обединените нации за ризици, несреќи и катастрофи, каде што се изготвуваат планови за интегриран систем за заштита од спасување, каде што се интегрира системот ЕН2, се интегрира рано предупредување. Че на постоечки планови и акциски функционира. Акциски планови, да. Добро, немаме таков акциски план и што би се случило доколку го имавме, на што би се повикали и каква би била помошта од таков национален координатор? Почнат е акцискиот план во 2018-2019 година, тука се уклучени повеќе институции, мислам дека се 6-7 министерства и повеќе и други институции во Република Македонија, значи збориме од Хидрометеоролошки завод, од ИСИС, сите институции кои што се набројани во тој акционен план. Акционниот план е доведен до период на 2023 година да застане затоа што нема одговори од некои институции, не се дадени соодветните одговори во акционниот план. И требаше да се изготви план и предлог за интегриран систем за кризен менеджмент или оно што го се најавува сега и што е изготвен тој план ланската година и предложен тогаш на техничкиот премиер. А што имаме пред добивки во целата ситуација, тоа е истото што го добивме од страна на Романија, кој го активираше системот за здравствениот систем на Европската Унија и ги ја добивме таа помош за лечење на пациентите со изгоренци. Сега, во оваа ситуација не може тој систем да помогне да дојде да изгаси пожар или да вакот, али ако имаме поголеми катастрофи, значи можеме да се активира системот да дојдат на испомош, да се дојдат сега експерти во случајот на истражувачката кај јавниот обвинител за истражувачки несреќи, да се види истражители да се побараат од Европската Унија ако има и ако треба. Значи тоа е тој систем кај што се уклучени сите. Ако земеме за пример, во 2015 е донесена Сендај рамката за 2030 година, според која што работи националниот координатор и според кој што треба да имплементира оваа рамка. Во 2015 година системот е активиран само 9 пати. А во 2023 е активиран 230 пати системот од сите земји членки кои што се во Обединените нации. Значи би помогнало и за превенирање и за санирање на последици на една ваква катастрофа како што беше. И ја гледаме одма и се гледа одма разликата на активирањето на системот во првата година и се гледа системот на активирање во 2023 година после функционирање на 8 години. Ајде да се вратиме сега на случајот. Според јавниот обвинител, дискотеката не исполнувала речиси ништо од пропишаните обврски за да поседува лиценца за работа, но и да се спречи пожар кој што однесе 59 животи, стотици млади луѓе се повредени. Според вашето се уште актуелно противпожарно искуство, што е клучно за да има толку многу жртви повредени во случајот? Па видите, повеќе фактори се овде променети. Значи овде имаме два фактора што ја ги гледам и ја ги ставам на разгледување и по оние анализи што ги слушам од другите чинители во оваа цела ситуација и од јавниот обвинител и од сите тие информации кои што ги добиваме од терен. Првиот фактор е техничката документација или тој административен дел. Самиот угостител или самиот инвеститор во инвестицијскиот фонд, во инвестицијската технолошката индустријска програма документација требало да поднесе елаборат за план за заштита и спасување од експлозивни материи и опасни материи.
тука тој е технички дел или административен дел, и во вториот дел е превентивната мерка, каде што е јасно и недвосмислено, многу убаво го пишува и во Законот за заштита од пожари и експлозивни материи, и во правилникот за заштита од спасување, заштита од пожари. Ако обратно сега свртам тезата, дали бројот на жртви и повредени би бил далеку помал или минорен, доколку клубот би ги исполнувал сите противпожарни барања, услови? Вели најмалку, не знам, 4-5 противпожарни апарата, 2 излеза најмалку, пошироки од постоечките, кои што ги видовме. Аларм, противпожарни прскалки, слично. Оти видовме дека со противпожарниот апарат во она иницијална фаза на пожарот не успеа да го изгаснат. Ева, пак се вратиме на истото на онаа техничка документација на оној административен дел. Согласно законот, согласно правилникот член 36, каде што пишува јасно е утврдено угостителскиот објект, ако ова се вметнува во угостителски објект, е дека е должен, ако во истовремено престојуваат на 25 луѓе, е должен да обезбеди систем за јавување за пожар, рачно јавување за пожар, доволен број на ПП апарати според правилникот, доволен број на излези според... Колку требало е, има таму 500 квадрати, од прилика 400-500, зависи од многу луѓе. Да, ама зависи од противпожарното оптеретување. Според правилникот ПП апаратите се ставаат според противпожарното оптеретување. Во кое ниво е противпожарно оптеретен? Дали во прво ниво, дали во второ ниво, дали во трето ниво, високо ниво. Тука у законот членот број 36 од правилникот многу убаво стои дека треба да има соодветен број на излези според капацитетот на луѓето кои што ги обслужува. Значи, треба да има панични светла, треба да има екзит обележени излези и евакуационите зони да бидат проводни и чисти. Значи, ништо немало од тоа се причините зашто... Тоа е првиот слој што го кажав у претходното прашање, дека е техничкиот дел или административниот дел. Сега, според вашето искуство, повторно, кои материјали од тие што гореле се најопасни и придонеле за изгореници и за задушување од она што се гледаше? Па во неколку наврати го кажавме тоа, дека горе во самото реконструирање и реновирање во ланскиот период ставил горе некоја изолација од цунгери, го обложил со платно. Тоа е батерија која е во класа А, каде што развива голема концентрација на чад, развива голема висока температура. И последиците по она што го гледаме е делот на кровот, каде што најверојатно има паднато дел од кровот врз посетителите кои што биле доле. А што е со тие испарувања на пластики што гореле, па и азбестните плочи? Па све се тоа причинители кои што доведуваат до поголема концентрација на јаглен моноксид и на побрзо дејство на загушување. Добро, сега се враќаме на прашањето како може инспекција да знае дали собственикот употребува огнеотпорни материјали, посебно кога себе видовме зад скриени, зад гипс картони и разни сценографии. Па тоа е проблемот, значи вака, инвеститорот во документацијата на објектот, кога во фаза на изградба на објектот или во фаза на реконструкција, реновирање, е должен да достави план или елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи до Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата за заштита и спасување е должна да во рок од 5 дена излезе на терен и констатира состојбата, да направи увид и да ја констатира состојбата. Ако ги исполнува условите, он дава согласност. Ако не... Дал може да утврди или треба да тестира? Како би знал јас дека тоа против огнеотпорен материјал или не? Тоа се остава на совест на тој што го изведува и на проектантот кој што го изработува реновирањето или реконструкцијата или изградбата и да ги достави материјалите со кои што документите со кои што ги инсталирал материјалите за градба. Денеска слушнавме иницијатива веќе во собрание влегува за поитна постапка и тоа да се промени начинот на користење со секазнена политика на пиротехнички средства во затворени простори. Дали треба да има и други мерки? Па, има закон за користење на пиротехнички материјали, има закон исто во овие правилници кои што се утврдени за отворено користење на пиротехнички материјали и на отворено и користење на пиротехнички материјали на затворено. Значи има соодветен правилник што пишува на колкава висина треба да биде плафонот или кровот за да се употреби пиротехнички средства во случајов
прскалките на самото упатство на прскалките треба да има метража за колкав е нивниот ефект на постигнување во главната фаза висината на прскалките. Која е температурата, дали се држат со рака, дали се поставуваат на сама земја, значи има таму над 3 метра и повеќе, на отворено е со обезбедување, ако се употребуваат поголем број на пиротехнички материјали е дозвола од полиција, надзорот употребата треба да има лиценциран човек што ќе го употребува пиротехничкиот материјал. Гледавме, знаете, снимки сега на интернет ги има секакви, дека со рака стојат на тие прскалки, дека има и такви кои што не подпалуваат, не развиваат температура. Зборот ми е, дали во таа законска регулатива треба и тоа да се наведува, да се знае? Па мора да самиот производител на пиротехничките материјали мора да даде во упатството насоки како се употребува, на која температура, на која метража, на кое растојание, во кои простори и како во простори. Затоа што ние имаме случај во 2019 година према 2020 година, на сама нова година, при прослава за нова година, еден од граѓаните сакаше да употреби пиротехнички материјали на сопствената тераса, обратно ја свртел употребата на огнометот, му се запали станот. Еве едно од искуствата, од вашето искуство со гасење пожари, дали сте имале сличен случај на објект кој што не ги исполнувал ПП условите и какви последици имало за да се случи? До сега не сме имале волкава трагедија, меѓутоа нешто слично? Па и на територија на град Скопје имало повеќе. Ја мислам дека повеќе и на цела територија на Република Македонија, дека има такви објекти каде што се неисправни хидранти, каде што ќе се соочите со хидрант кој што има комплетната опрема и комплетно све, ама нема пумпа која што ќе напојува со вода. Значи ќе го даде потребниот притисок на одреден спрат. Самиот инвеститор ја заборил пумпата да ја вгради во системот доле. Значи се случувало, али за такви работи сме имале ситуации поголеми, така да сме ги спречувале на време. Масовната инспекција во моментот што се одвива откри дека многу малку гостителски објекти ги исполнуваат условите за лиценца. Ако се фокусираме на противпожарните услови, што е тоа што според вас придонесува истите да не се почитуваат и што треба да се направи? Гледаме, слушнавме дека на добра волја ако се остави на угостителите, инвеститорите и се, дека тоа е мачка во вреќе. Па видите, повеќето угостители и повеќето еве и стамбени единици, ја слушнавте изјавата и вчера на еден од градоначалниците дека на толку згради само една зграда е исправна и е во ред. Значи некако го занемаруваат овој проблем и оваа превентивна мерка, овој превентивен факт кој што е должен да се обезбеди да се има. Во било која документација, во било која процедура треба да се обезбеди минималните услови, да ги имате минималните капацитети. И сега викаме дека секогаш се остава на совеста дека треба да се купат доволен број на ПП апарати, пак ако некој ги купи, ги крие на страна, ги става да не видат на видни места, затоа што се нарушуваат изгледот на самиот објект, на самиот угостителски објект, и кога ќе дојдеме до ваква ситуација, после тоа ако сака да добиете една информација ексклузивно, сега во моментот од последниве 2 недели најпродавано средство во Македонија е ПП апаратот. ПП апаратот. Кога зборуваме за стамбените единици за кои што зборувавте, таму е пак ситуацијата сосема поинаква, освен што ги нема, во голем дел се отстранети заради кражби, заради обивање на сандачињата и се. Сега, ако се отстранети тие црева, во случај на исправни пумпи и се, дали може да бидат од помош во случај на пожари? Како тоа да се обезбеди? Па видите, све согласно е каде се отстранети. Значи имаме ситуација каде што сме случувале со стамбени објекти каде што домарот или домакинот или тој што управува со стамбената единица ги има тргнато на страна цревата и млазниците само поради тоа што да не бидат украдени или да не бидат обиени хидрантските сандачиња. Има соодветна остава, ако е во можност ја отвара, ние ги подава цревата, ни ги дава цревата за користење, но сепак ја мислам дека свеста треба да се поише да работи, дека тоа не е за
за да се земе или дека ќе имате некоја придобивка што ќе го земете цревото или ќе ја земете влазницата, само можете да направите штета на противпожарните единици кои доаѓаат на гасење или до ситуација која можеме да се соочиме. Добро, да работеше свеста, веројатно немаше да имаме ни толку ни жртви ни повредени, но не и се ви благодарам што